Добро, владата на последната седница одлучи да стартува одлуката пациентите во странство да се лекуваат за 200 евра. Ние побаравме одговор од директорот на фондот, се уште чекаме одговор од него, па што мислите вие како поранешен директор на фондот, колку е реална оваа одлука? Бидејќи не чуваме за анализи, за жал ќе покаже времето, а кој ќе покаже времето може ќе биде доцна да се враќаме назад. Финансиски, лекувањето во странство досега не било оптеретување за фондот значително, бидејќи сумите се движеле меѓу 2 и 3 милиони евра. Еден добар дел од тие средства сега остануваат во Македонија, односно во Турција, бидејќи голем дел се можеби пола милион евра по моја пресметка одат во оваа европска очна болница, веќе многу офталмологија одеа во странство. Значи, ако е максималната сума од 3 милиона евра, што ги плаќал фондот, граѓаните плаќале за партиципација околу 600.000 евра. Со тоа на граѓаните на овој начин испаѓа дека им се уштедуваат 600 или пола милион евра округло, што не е многу за фондот, а е многу за граѓаните. Проблемот е следен. Мои сознанија се, меѓутоа нема анализи, дека добар дел од граѓаните кои требало да се лекуваат од странство, особено тоа важи за постари особи, при крајот на својот животен век, болни од малигни заболувања, фамилијата или тие лично одлучуваат да не бараат лекување во странство, бидејќи тие 20% би биле оптеретување на буџетот, не гледат исплатливост, иако за животот секогаш не се штедат пари, меѓутоа тоа кај нас, кај сите нации, особено кога сме посиромашни, кај тој слој на луѓе, дојдува да воопшто не барат лекување во странство. Аз сме имале случаи, тоа не се мал број на случаи, особено кај такви луѓе, да речеме, ако за една болест имаме 150 одобрени барања, порам села пред 10 години, не мора да е сега исто, да отприлика 50 до 60% од тие што добиле барање уплатат средства, бидејќи они прво треба да платат 20%, па потоа фондот ја плаќа другата, а другите воопшто да не отидат. Така беше случај кога немавме акцелератор 2003 година, 2002, за тоа имаме анализа, каде што имаше 135 одобрени барања, а во Солун отидоа само 80. Меѓутоа, што беше уште позначајно, кога се отвори акцелераторот, а услугите по барањата година иде до 200 луѓе. Значи, добар број воопшто не побарале додат во странство, туку ги користиле тие услуги кобалт или нешто друго, по-неквалитетно што го пруžила државата. Значи, аналогно на тоа може да се случи да сега место 100 барања годишно за лекување во странство имаме 5000 барања. Дали постои опасност од манипулации и опасност по буџетот на фондот да крахира? Значи, опасноста најголема во денешното здравство се тие плакати и постери, каде што буџетот и парите и штедењето е пред здравјето на пациентите. Тоа е истото и овде. Значи, ќе биде, ако некој што наистина треба да оди во странство, не биде испратен заради тоа што нема да добие дозвола, па ќе почнат врски, па притисоци, па кој близок до некоја структура ќе оди, друг не. Се надевам и можеби оваа мерка ќе беше поприфатлива да стоеше дека ќе важи за децата. За младата популација, на вистина, таму стварно се тешки операциите, особено за пресадување на коскена срж, кај што идеа до енормни суми, на 30-40 евра фамилијата требаше да собере, и секогаш собира, не собира они, луѓето дава, можеби тука требаше тоа да се направи анализа да важи за таа популација или да биде некоја гранична вредност дека партиципацијата не може да изнесува повеќе од некоја сума, меѓутоа некоја поразумна сума. Бидејќи не случајно некој му текнало да стаи 20%. Зошто би стал 20% за лекување во странство, а овде имаме лекување од 0 до 10% најчесто е партиципацијата, никогаш не е повеќе, па дури и годишно не може да биде повеќе од 100 евра. Цела година, кај да одите и у Филип II, и у, не знам, не може да биде повеќе од 100 евра, а за странство таа ставиле мудри луѓе кои виделе дека тоа е начин да не се оди без потреба или да се оди селективно само на нешто наистина им е
маката голема, што иако е тешко да се соберат тие пари, признавам, меѓутоа сепак е ставена. Значи лекувањето. Не е случајно е ставено 20% во странство. Лекувањето кога би се извело во некој од приватните кај нас би чинало сигурно многу повеќе, а не 200 евра. Значи Да, тоа е исто тоа е исто голем парадокс. И друга опасност е кај што има кај нас да се изведе услугата, меѓутоа некој моќник ќе рече јас сакам да одам во странство и за 200 евра ќе оди во странство, нема да оди во приватна, нема да оди во јавна, нема да оди во приватна, ќе оди за 200 евра таму. Меѓутоа, ако тоа сите го прават, тоа ќе крахира буџетот. Ако го прават само поединци, тоа ќе го има на време кога у Хјустон одеа 5 одбрани на пресадување на бајпас, кога немаше ова стентирање и така. Не знам дали се сеќавате, меѓутоа тоа се носе со авион. Умира илјадници луѓе. Од прилика, еве се имаме 3000 на стентирање и 2000 на кардиохируршки операции. Значи 5000 умирале за да 5 преживеат. Со огромни пари. Така беше во тој систем кога немаше кај нас можност. 80-тите, па и 90-тите години. За 200 евра вие немате у приватна болница ни една во Македонија дневно да пројдете еден ден за 200 евра. Да лежите. Дури и дневна болница немате. Само лежењето е поскапо. Така да популистичка е, дај Боже да не сме во право и да се биде како до сега, да пак 3 милиона биде буџетот, односно место 3,5 и никој да не се жали. Меѓутоа ќе видиме како ќе биде тоа и дали ќе има некој да го каже тоа, ако некој се жали. Јас ви благодарам на разговорот.